30 години жителите на штипската населба Дузлак чекаат на аптека, пошта, градинка, банкомат, супермаркет и други потреби. Жителите сега се одлучни. Работите мора да се решат. Нема банкомат, нема една продавничка има тука, немаме супермаркет, а населбата е голема, се зголемува од година во година. Ние сме веќе 30 години тука, така да го гледаме тоа. Треба, од тие работи треба значи да има. У Сењако таму ка има, тука нема навака ништо. Ништо, стално одеме до Сењако, до бабите, дека е поблиско, до центаро. Тука нема ништо, требаше да направат нешто, некоја зграда. Па аптека, маркети, банкомати, се, градинки. Па немаме ни аптека, ни некој маркет, ништо немаме. За никаде. Немаме аптека, нема продавници убави, нема ништо. Улици не убавни, прави тротоари. Дузлак важи за една од најпознатите и поголеми населби во Штип. Комунално е средена, но секојдневните административни и други потреби граѓаните ги чинат многу време и многу пари. Дополнителен трошок тоа е. Значи за се што треба да отидеме до градот. Обични лекови за вадење пари, еве сега до банкомат да идеме, лекарства почеток на месецот да ги земеме, треба за се да отидеме до градот. Да, па кошта се, ако што е качено се, многу е скапо и ја го сега идам од градот 100 динара, 150 и многу е трошкови. Мора да дојме ние до таму, пешки, такси, скапо, не бива ништо. Пензија бали. Поради ова, тие го повикаа градоначалникот Иван Јорданов. Решението за нивните потреби не трпи одлагање. Она кое што се планира за населбата Дузлак е нормално урбанизирање на просторот кој што не е искористен во овој момент, а според деталниот урбанистички план се предвидува деловен и стамбен комплекс, да практично се отворат потребните содржини во населбата Дузлак за да функционира најнормално. Сметам дека како локална самоуправа за краток временски период ќе го мотивираме истото и дека деловен и стамбен комплекс во рамки на населбата Дузлак веднаш до паркот на фармација ќе изникне и ќе се изгради за кратко време. Дузлак е населба која е една од најубавите делови на Штип и во неа живеат над 4000 жители. Необјаснимо е зошто сето ова и се случува. Според се она што се гледа, ова е убаво место за живење, но потенцијал за економски интерес за трговците, но и на институциите.